civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. Благодарам за можноста да се обратам на денешната онлайн конференција Следна станица Европа, на која ќе се дискутира за правдата во Северна Македонија и за владење на правото. Особено сакам да ве поздравам денеска, кога го одбележуваме 10 декември, можеби најзначајниот настан меѓу останатите, а тоа е Меѓународниот ден на човековите права. Овој ден го прославуваме за да испратиме најзначајната порака дека сите луѓе се исти пред законот и сите имаат право на еднаква законска заштита. Целокупната работа на Министерството за правда е во насока на заштита и унапредување на човековите права, а особено значајна е еднаквоста пред законот. Поголема заштита на човековите права можеме да обезбедиме единствено со независни и непристрасни судови и обвинителства, кои ќе бидат ослободени од какви било влијание. Дозволете ми да ви информирам дека се наоѓаме речиси на самиот крај на подготовката на стратегијата, односно методологијата за филтрирање или прочистување на судството и обвинителството. Не случајно го споменувам овој процес како еден од клучните за изградба и враќање на независноста и непристрасноста на правосудниот систем, што представува основна претпоставка за владењето на правото, затоа што правдата значи заштита на човековите права. Рецидивите од минатото, остатоците од Сваровски судството, попречувачите на правдата не може да бидат дел од правосудниот систем и да носат пресуди во името на граѓаните и не може да ги штитат и унапредуваат нивните права. Потребно е да утврдиме временска рамка, односно рокови во кои ќе се изврши ова филтрирање и ќе се одвојат честните од нечестните судии и обвинители. На 28 декември Советот за реформи во правосудството ќе усвои методологијата по која ќе се изврши филтрацијата на судството и обвинителството, преку која Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, како одговорни тела, ќе направат прочистување во своите редови. Многу меѓународни извештаи конкретно посочија за одредени состојби во правосудството, за кои е потребно да видиме дали има намерно заташкување на предмети, намерно нивно застарување, неправедно постапување или недоволна заштита. Сепак сметам дека има светло на крајот на тунелот. Дозволете да ве потсетам дека не случајно Европската комисија има зборови токму за проактивната улога на Судскиот совет. Ова се однесува особено во делот на примената на новите правила за именување и унапредување на судиите, како и за утврдување на дисциплинската одговорност и нивно евентуално разрешување. Во периодот 2019 и 2020 година се разрешени 8 судии, а согласно информациите од Судскиот совет има постапки за уште 83. Ако сакаме да успееме и да станеме модерна европска држава, правда едноставно мора да има. И тоа еднаква за сите, безкомпромисно и со еднаков аршин. Всушност само така може да се зголеми довербата на граѓаните во судството и обвинителството, преку разрешница на крупни судски случаи со големите риби. Уште еднаш благодарам за поканата и можноста да се обратам на оваа конференција. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.